Евроамбасадорот очекува Македонија да има добри резултати за исполнетите обврски од реформската агенда. Рокас потврди дека фокусот во изминатиот период бил ставен на 10 приоритетни чекори чиј рок на исполнување истече на 30 јуни. Според евроамбасадорот, Брисел нотира забрзување на процесите и напредок во сите, вкупно 51 чекор, но предупредува дека секое пробивање на грејс периодот значи губење на милиони од европските пари. Владата има рок од 10 дена за да го испрати извештајот до Европската комисија. Убеден сум дека поголемиот дел од работата е завршен и дека ќе имаме извонредни резултати. Што и да истече по тој грејс период, значи дека средствата ќе бидат изгубени. Меѓутоа, во исто време имавме и таа редовна вежба која што заврши на 30 јуни оваа година и тука започнува тој грејс период од една година. И со тоа имаме добар напредок, но она што е важно е дека во сите 51 чекор има напредок. Јас сум навистина сигурен дека гледам забрзување во реформите. Со планот за раст, државата досега обезбедила 140 милиони евра, а со евентуално ново финансирање сумата ќе достигне 240 милиони евра. Премиерот смета дека има време до средината на јули за да ги финализираат работите и да се заокружат сите 10 клучни реформи што ги бара Брисел за да не се изгубат парите. 1/3 е ликвидност на буџетот, останатите 2/3 се грант или мек кредит кој што ќе почне да се исплаќа од 2032 година за проекти кои што се капитални инвестиции. Така што јас очекувам и во овој јунски извештај да бидеме најдобри, како што бевме и во декемврискиот извештај. Мене ме радува и охрабрува информацијата која што вчера пренесе еден европски медиум, дека се погласни се изјавите од страна на високи европски би рекол политичари кои што ќе овозможат топ-ап, односно додавање на сумата за 3 земји од Западен Балкан, 6 групата, кои што се понапредни во делот на испорачување на реформската агенда. Ние веќе ги дефинираме внатре помеѓу нас приоритетите. Оценката од Европската комисија за тоа колку од реформите се спроведени се очекува Македонија да го добие во септември. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.